Здраво, другари! Чест ми е што конечно можеме да седнеме и да читаме заедно, тоест јас да ви читам, а вие да слушате. Слушај книга и како прва ја одбрав книгата што веројатно направи многу голема разлика во мојот живот. Оние што ме познаваат знаат дека долг период бев во една чудна состојба, ќе ја наречам. И 3 работи ми помогнаа да излезам од истата, да се вратам во нормалниот живот. Една од тие 3 работи е оваа книга, наречена Е баш ме заболе, од Марк Менсон. И токму затоа е првата која што ќе ви ја прочитам и на вас. Се надевам дека ќе ви направи промена во вашите животи и ќе ја подарите на некој што ќе мислите дека ќе му направи промена. Во тој случај ќе си ја најдете во литература, во издание на литература, значи уште еднаш Е баш ме заболе. Се надевам дека ќе уживате и ги чекам вашите и пофалби и критики. Првото поглавје е наречено Не се обидувај. Чарлс Буковски бил алкохоличар, женкар, хроничен коцкар, грубјан, простак, безделник и кога му било најлошо, поет. И тој веројатно е последниот кому би му се обратиле за совет во врска со животот или кога би очекувале да сретнете во која било од книгите во кои се делат совети за животот и за тоа како да си помогнете самите на себе. А токму тоа е и причината зашто токму тој е совршеното место за почетокот на книгава. Буковски сакал да биде писател, но со децении сето она што го пишувал било одбивано од речиси секое списание, поголем или помал весник, уредник и издавач, кај кој што го имал испратено. Сите биле на ставот дека она што го пишува е ужасно, дека е грубо, грозно и изопачено. И како купот со телеграми во кој бил известуван дека делата не му се одобруваат за издавање станувал се поголем, така тежината што му ја создавале неуспесите го втурнувале се подлабоко во депресијата, постојано подгревана со алкохол, што ќе го следи речиси целиот живот. Буковски работел како подредувач на писма во пошта. Платата му била мизерна, а најголемиот дел го трошал на пиење. Оној мал дел од неа што немало да го потроши на алкохол, го трошал обложувајќи се на трки со коњи. Ноќите најчесто ги минувал пиејќи сам и понекогаш исчукувајќи по некој стих на неговата стара машина за пишување. Често се случувало да се разбуди на подот паднат во безсознание претходната ноќ. Вака минале цели 30 години, поголемиот дел од времето во беззначајна замагленост, сочината од алкохол, дроги, коцкање, обложување и проститутки. А потоа, кога Буковски имал веќе 50 години, по еден цел живот обоен со неуспех и презир кон себе си, еден уредник во една мала независна издавачка куќа пројавува некаков чуден интерес за него. Уредникот не можел да му понуди на Буковски ниту многу пари, ниту кој знае какви ветувања во поглед на продажбата. Но чувствувал некаква чудна наклоност кон овој вечно пиен губитник и одлучил да му даде шанса. Тоа била првата вистинска шанса што Буковски кога било ја добил, а веројатно единствената што некогаш било и воопшто ќе ја добиел. И она што Буковски му го напишал на уредникот како одговор било следново: треба да избирам помеѓу тоа да останам во поштата и да полудам или да играм на картата да станам писател и да гладувам. Се одлучив за второва, да гладувам. По потпишувањето на договорот, Буковски го напишал својот прв роман за 3 недели. Насловот му е едноставно Пошта. Посветата гласи посветено никому. Буковски ќе успее како романописец и како поет. Ќе продолжи да пишува и ќе издаде 6 романи и стотици песни, продавајќи повеќе од 2 милиона примероци од неговите книги. Популарноста што ќе ја стекне ќе ги надмине сите очекувања, особено неговите сопствени. Животните приказни како оваа на Буковски ја представуваат основата, темелот на нашата културна матрица. Животот на Буковски представува отолотворување на американскиот сон. Еден човек се бори за она што го сака, никогаш не се предава и со време си ги остварува најлудите соништа. Практично тоа е еден филм што чека да биде снимен. Сите гледаме на приказните како оваа на Буковски велејки: ете гледаш, тој никогаш не се откажал, никогаш не престанал да се обидува, никогаш не ја изгубил вербата во себе си.
Успеал да обстои наспроти се и направил нешто од себе си. Па тогаш, зар не е чудно тоа што епитафот на надгробниот споменик на Буковски гласи «Не се обидувајте». Така, судејќи според ова, и покрај успехот и славата, Буковски бил губитник. И тој го знаел тоа. А неговиот успех не произлегувал од некаква посветеност и упорност да биде победник, туку токму од фактот дека тој го знаел тоа дека е губитник, го прифатил, а потоа искрено пишувал за тоа како такво. Тој никогаш не се обидувал да биде ништо друго освен она што бил. Гениалноста во делата на Буковски не произлегува од тоа што тој успевал да надмине некакви неверојатни пречки или пак како резултат на тоа што станал некаков сјаен писател. Од неговата едноставна способност и умешност да биде целосно, непоколебливо, искрен самиот со себе. Особено со најлошите делови од себе си. И да ги споделува своите неуспеси и мани без воопшто колебање и сомнеш. Ова е вистинската приказна за успехот на Буковски. Неговата удобност во поглед на себе си како неуспешен, пропаднат човек. На Буковски не му било воопшто гајле за успехот. Тој дури и откако станал славен се појавувал на поетски читања мртов пијан и вербално напаѓал луѓе од редовите на сопствената публика. И продолжил да се соблекува во јавност и да се обидува да спие со секоја жена што ќе му се најде на патот. Славата и успехот не го направиле подобар човек. А пак, славата и успехот во неговиот случај воопшто не се должат на тоа што тој станал подобар човек, затоа што тоа едноставно не било така. Подобрувањето на себе си и успехот често се јавуваат заедно, но тоа не мора да значи дека тие секогаш се нешто едно и исто. Нашата култура денес е обсесивно фокусирана на нереалистично позитивни очекувања. Да се биде посреќен, да се биде поздрав, да се биде најдобар, подобар од другите. Да се биде попаметен, побрз, побогат, попривлечен, попопуларен, попродуктивен, да се биде предмет на туѓа завист и на туѓото обожавање. Да бидеш совршен и извонреден и секој утро под себе во шолјата наместо измет да оставиш грудки злато од 12 карати, додека ги бакнуваш сопругата секогаш подготвена за правење селфи и 2,5 деца за разделба. Потоа одлетуваш со твојот хеликоптер до твоето прекрасно работно место, што целосно ти исполнува, каде што деновите ги минуваш работејќи неверојатно значајна работа, што веројатно еден ден ќе ја спаси планетата. Ама, кога ќе подзастанеш и навистина ќе подразмислиш, конвенционалните совети за животот, сите позитивни и среќни нешта за самопомош што ги слушаме цело време, во суштина се сосредоточуваат на она што ти недостига. Проникнуваат во она што ти веќе го согледуваш како лични грешки и мани, а потоа го нагласуваат тоа за тебе. Учиш како да заработиш најмногу затоа што чувствуваш дека немаш доволно пари. Стоиш пред огледалото и си повторуваш колку си убава затоа што се чувствуваш како да не си убава. Бараш совети за зближување и остварување врски со други лица затоа што се чувствуваш несакано. Се впушташ во глупави вежби за визуализација за подобрување на успешноста затоа што се чувствуваш недоволно успешен. Иронично, ова сосредоточување на позитивното, на она што е подобро, што е супериорно, само повторно и повторно не потсетува на она што не сме. На она што ни недостига, на она што би требало да сме, но не сме успеале да станеме. Конечно, оној што е среќен нема потреба да стои пред огледало и да повторува дека е среќен, тој едноставно е среќен. Во Тексас има една поговорка која вели: најмалото куче лае најгласно. Човек кој е самоуверен нема потреба да докажува дали и колку е самоуверен. Една богата жена нема потреба да убедува никого дали и колку е богата. Или си богат или не си. А ако цело време сонуваш да бидеш нешто, тогаш само повторно и повторно зајакнуваш една и иста подсвесна реалност, дека ти не си тоа нешто. Сите, начело со телевизиските реклами, сакаат да веруваш во тоа дека клучот за добар живот лежи во подобра и полесна работа, во посебен автомобил, во поубава девојка или во жешка када и монтажен базен за децата.
Светот постојано ти кажува дека патот кон подобар живот е во нешто повеќе, повеќе. Да дупиш повеќе, да бидеш повеќе. Постојано си бомбардиран со пораки да имаш потреба од се и да бидеш загрижен за се цело време. Да имаш потреба од нов телевизор, да водиш сметка за тоа да си поминеш на одмор подобро од твоите соработници. Да имаш во план да го купиш веќе одбраниот украс за во дворот. Да мораш да го купиш вистинскиот модел на стапче за правење селфи. Зошто е тоа така? Па, мојата претпоставка е затоа што да имаш потреба од се и се што е добро за бизнисот. И иако во тоа бизнисот да оди добро нема ништо лошо, проблемот е во тоа што да се грижиш за се и се што е лошо за твоето здравје. Твоето ментално здравје. Тоа те прави да станеш премногу приврзан за површни и лажни нешта и да си го посветиш животот на бркање само привид на среќа и задоволство. А клучот за добар живот е да не ти е гајле за повеќе нешта, туку да ти е гајле за помалку нешта, да ти е гајле само за она што е вистинско и непосредно и важно. Повратната спрега од пеколот. Мозокот знае да изроди една подмолна каприциозност која, ако и дозволиме, може целосно да не споулави. Кажи ми, например, дали ова ти звучи познато? Се вознемируваш кога се соочуваш со некого во животот. Оваа вознемираност те оноспособува и почнуваш да се прашуваш зошто толку се вознемируваш. Сега стануваш вознемирен од тоа што си се вознемирил. Ох, не, вознемиреноста се удвојува. Сега си вознемирен поради вознемиреноста, а од тоа уште повеќе се вознемируваш. Брзо, каде е вискито? Или пак да речеме дека имаш проблем со гневот, со лутината. Те вади од кожа најглупавото, најбезмисленото можно нешто, а немаш никаква представа зошто е тоа така. А и самото тоа што пламнуваш толку брзо за неважни нешта, почнува да те нервира уште повеќе. Тогаш, за време на тесноградиот изблик на гнев, стануваш свесен дека тоа што си лут цело време те прави плитка и злобна личност, а тоа воопшто не ти се допаѓа. Всушност, тоа толку не ти се допаѓа што почнуваш да си се лутиш самиот на себе. Сега, погледни се на што личиш. Лут си на себе си, поради тоа што си лут на себе си. Епа, зиду еве ти една тупаница и носи се во мајчината. Или си толку загрижен за тоа да го правиш она што е правилно цело време, што стануваш загрижен за тоа колку си загрижен. Или се чувствуваш виновен за секоја грешка што ќе ја направиш, што почнуваш да се чувствуваш виновен за тоа колку се чувствуваш виновен. Или се натажуваш и се чувствуваш осамен толку често што се натажуваш уште повеќе и се чувствуваш уште поосамен и кога само ќе помислиш на тоа. Добре дојде во повратната спрега од пеколот. Веројатноста дека имаш ваков вид искуство е голема. Можеби вакво искуство имаш и токму во истиот миг. Боже Господе, па јас се наоѓам во еден механизам на повратна спрега цело време, а токму тоа ме прави вистински пропаднат случај. Би требало веќе да му ставам крај на тоа. Ох, Боже мој, се чувствувам како вистински пропаднат случај поради тоа што се нарекувам пропаднат случај. Би требало да престанам себе си да се нарекувам пропаднат случај. Ах, поѓаволите веќе. Еве, повторно го правам истото. Гледате? Пропадан случај сум и тоа си е така. Аман, веќе аман. Смири се, пријателе. Затоа што верувал ти или не, и ова е дел од убавината на тоа да се биде човек. Ниту еден друг вид на светов ја нема ни способноста да размислува, а камоли пак да размислува за сопствените мисли, што е уште еден луксус во кој можеме да уживаме само ние, луѓето. Па така, може да се случи најпрвен да помислам да гледам спотови со Мајли Сайрус на YouTube, а веднаш потоа да помислам и на тоа колку мора да сум болен поради тоа што сакам да гледам спотови од Мајли Сайрус на YouTube. Ех, какво е само ова чудо на свеста и на совеста. А еве го проблемот со кој се соочуваме тековно. Нашето општество денес
преку чудесиите на културата на консумеризмот и на социјалните медиуми од типот погледни колку мојов живот е покул од твојот, веќе создаде цела генерација луѓе кои веруваат дека да се имаат вакви негативни искуства, вознемиреност, страф, вина и така натаму, воопшто не е добро. Еве, например, само што ќе отидеш на твојот зид на Facebook, веднаш си соочен со тоа дека сите таму се забавуваат до бесвест. Гледаш дека само оваа недела во брак стапиле дури 8 На телевизија гледаш дека некој 16 годишно девојче за роден ден добило Ферари, а некој детиште пак што туку заработило $2 милиарди со тоа што измислило апликација со помош на која автоматски добиваш тоалетна хартија кога ќе снимаш. Во меѓувреме, ти си заглавен дома со мачорот што ти преде вскут и не можеш а да не мислиш дека животот ти е за никаде дури и повеќе од колку што си можел да си замислиш. Повторната спрега од пеколот веќе се има стекнато со пропорции на епидемија, при што многумина од нас се наоѓаат затекнати во состојба на прекумерен стрес, прекумерна невротичност и прекумерно презирање на себе си. Порано, во времето на младоста на нашите дедовци, кога тие ќе се почувствувале за никаде, едноставно ќе си речеле: ех бре, да му се сневиди, денеска на вистина се чувствувам како лепешка. Ама тоа е, плукни му се, што ќе правиш? Тука е да греблото врака и назад кај купон сено. А што се случува сега? Ако сега се почувствуваш како лепешка на само 5 минути, веднаш си бомбардиран со 350 слики на луѓе што се целосно среќни и имаат неверојатно исполнети и среќни проклети животи, поради што е невозможно да не се почувствуваш како нешто да не е во ред со тебе. Токму овој последниот дел е она што ни предизвикува главоболки. Се чувствуваме лошо поради тоа што се чувствуваме лошо. Се чувствуваме виновни поради тоа што се чувствуваме виновни. Се разлутуваме поради тоа што се разлутуваме. Се вознемируваме поради тоа што се вознемируваме. Што не е во ред со мене? Токму поради ова, решението на проблемот е да не ти е гајле за неважните нешта. Токму поради ова, токму тоа е она што ќе го спаси светот. И ќе го стори тоа така што ќе го прифати фактот дека светот е целосно за никаде и дека тоа е во ред, затоа што тоа секогаш и било така и ќе биде. Со тоа што нема да ти биде гајле, за тоа што се чувствуваш лошо, го прекинуваш она што го нарековме повратната спрега од пеколот. Така си велите: се чувствувам за никаде, ама пак што ми е гајле. А потоа, како попрскан со некаков прав од некаква самовила, задолжена за непридавање важност на неважни нешта, престануваш да се мразиш себе си, затоа што се чувствуваш толку лошо. Џорџ Орвел има кажано дека за да го видиш она што ти е пред носот е потребен постојан напор. Од тука, решението за сиот наш стрес и за сета наша вознемиреност се наоѓа токму тука, пред нашиот нос. Но ние сме презафатени со гледање порнографија и реклами за машини за вежбање стомачни мускули, што не си ја завршуваат работата. Воедно прашувајќи се зошто не плескаме жешка и страстна блондинка со огромни гради. Се шагуваме по социјалните мрежи говорејќи за проблемите на развиениот свет, но вистината е дека станавме жртви на сопствениот успех. Проблемите со здравието, поврзани со стресот, растројствата што се карактеризираат со анксиозност и се манифестираат со вознемиреност, и случаите на депресија во последните 30 години, ги имаат соборено сите претходни рекорди и покрај тоа што сите имаат телевизори со рамен екран и доставување на потребните добра до пред влезната врата. Нашата криза веќе не е материјална. Тоа е екзистенцијална криза, криза на духот. Имаме толку многу проклети нешта и толку многу проклети можности, што веќе не ни знаеме зашто воопшто да ни е гајле. Поради тоа што има безброј нешта што сега можеме да ги видиме или да ги дознаеме, има и безброј начини на кои можеме да го откриеме и тоа дека не сме доволно способни, дека не сме доволно добри, дека нештата не се толку извонредни колку што би можеле да бидат. И ова сознание не растегнува одвнатре. Така стигнуваме до она
нешто што е погрешно во сите оние глупости од типот како да бидеш среќен, што на Facebook последниве неколку години е споделено 8 милиони пати, тоа нешто што е поврзано со целата оваа глупост, а што никој не го сваќа е следново. Желбата за попозитивно искуство е самата по себе негативно искуство. А парадоксално, прифаќањето на негативното искуство самото по себе е позитивно искуство. Ова е едно што се вели целосно дупење во здрав мозок. Во ред, ќе си дозволам да земете длабок здив, малку да си го подоладите мозокот и можеби да го прочитате ова повторно. Да посакуваш позитивно искуство е негативно искуство. Да прифатиш негативно искуство е позитивно искуство. Ова во суштина е она што филозофот Алан Вотс го нарекува законот на опачината. Тоа дека колку повеќе посакуваш цело време да се чувствуваш подобро, толку стануваш понезадоволен. Бидејќи барањето, трагањето по нешто само го зацврстува фактот дека тоа нешто ти недостига. Колку повеќе очајно посакуваш да си богат, толку повеќе се чувствуваш сиромашен и невреден, без разлика колку заработуваш на вистина. Колку повеќе очајно посакуваш да си привлечен и посакуван, толку повеќе си стануваш грд самиот на себе, без оглед на твојот вистински физички изглед. Колку повеќе очајно посакуваш да бидеш среќен и сакан, толку стануваш поосамен и поисплашен. Без оглед на тоа кој те обкружува. Колку повеќе сакаш да си духовно воздигнат и просветлен, толку повеќе во обидите да стигнеш до таквата состојба, стануваш себичен и површен. Ова ме потсети на тоа кога еднаш имав земено трип и кога ми се присторуваше дека колку повеќе чекорев кон една куќа, толку повеќе куќата се оддалечуваше од мене. Да, токму така. За да ми помогне во овие мои обиди за филозофско прикажување на среќата, само што искористив како пример една од моите халуцинации под дејство на ЛСД. И да ви кажам искрено, баш ме заболе. Филозофот екзистенцијалист Алберт Ками го има кажано следново. А сигурен сум дека тој никогаш не бил под дејство на ЛСД. Ако трагаш по тоа од што се состои среќата, нема никогаш да бидеш среќен. Ако ја бараш смислата на животот, нема никогаш да живееш. Или кажано поедноставно, не се обидувај. Знам што ви се врти сега низ глава. Еј, Марк, сето ова ми ги стврднува брадавициве. Не велам не. Ама што правиме со камароно за кое што штедев толку време? И со телото што го подготвував за на плажа, за кое што начисто се изгладнував. На крајот на криштата потроши вистинско богатство на онаа машина за вежбање на стомачните мускули. А што е со големата куќа покрај езерото за која сонувам толку долго? Ако престане да ми биде гајле за овие нешта, па тогаш нема да успеам да постигнам ништо. А тоа не сакам да ми се случи, нели? Многу ми е мило што ми го постави токму ова прашање. Дали си забележал дека понекогаш, кога за нешто се грижиш помалку, си поуспешен во соочувањето со предизвиците или во решавањето на проблемите? И си забележал ли дека често личноста која најмалку се вложува во успехот во некој потфат е токму истата личност која тој потфат успева и да го оствари? Си забележал ли како понекогаш, кога ќе престане да ти биде гајле, се некако самото си доаѓа на свое место? Како се случува тоа? Епа, она што е интересно околу законот на опачината е тоа што тој е наречен така со причина. Имено, тоа да не ти е гајле за неважните нешта функционира според еден своевиден обратен механизам. Значи, ако барањето, потрагата по позитивното е нешто негативно, тогаш потрагата по негативното го создава позитивното. Болката за која си отиден и која си ја предизвикуваш во салата за вежбање, резултира во подобра општа здравствена состојба и поголема енергија. Неуспесите во работата се она што го води кон подобро разбирање на она што е неопходно за да се биде успешен. Кога си отворен во врска со твоите несигурности, тоа на еден парадоксален начин те прави посамоуверен и шармантен за другите. Болката што произлегува од искреното соочување е она што ја создава најголемата доверба и почит во твоите врски и односи.
Страдањето како резултат на твоите стравови и вознемиреност е токму она што ти дозволува да ги изградиш твојата храброст и истрајност. Би можел да продолжам со давање примери, но мислам дека сваќаеш. Се што е вредно во животот е стекнато по пат на совладување, на надминување на споменатото негативно искуство. Кој било обид да му се избега на негативното, тоа да се заобиколи, да се задуши, да се стивне, само предизвикува тоа да го возврати ударот. И избегнувањето на страдањето е своевидна форма на страдање. Избегнувањето на борбата е борба. Одрекувањето неуспех е неуспех. Криењето на она што е срамно е самото по себе еден вид срам. Болката е нераскинлива нишка во сплетот наречен живот и нејзиното оттргнување од него не само што не е можно, туку е и погубно. Обидот таа да се откорне од животот со себе го повлекува и сето друго. Обидите за избегнување болка значат токму придавање голямо значење на болката. Спротивно на тоа, ако на болката можеш да ја го покажеш средниот прст, стануваш незапирлив. Можам да кажам дека во животов ми било гајле за многу нешта. А можам да кажам и дека за многу нешта воопшто не ми било гајле. И, како што се вели во онаа песната за патот по кој од двата понудени не тргнуваш, за мене токму оние нешта за кои во животот не ми беше гајле, беа оние што ја направија разликата. Многу е веројатно дека познаваш некого кому во некој период од животот не му било гајле за ништо, а потоа успел да постигне неверојатни нешта. Можеби пак имало и некој период во твојот собствен живот кога едноставно не ти било гајле за ништо, а си успел да се издигнеш до некакви неверојатни височини. Што се однесува до мене, можам да кажам дека тоа што се откажав од работата во финансискиот сектор по само 6 недели откако бев примен на работното место, за да почнам собствен бизнис на интернет, за мене лично представува особено висок дострел и зазема високо место во мојот личен список со наслов нешта за кои не ми беше гајле. Истото можам да го кажам и за тоа кога решив да ги продадам повеќето нешта што ги поседувам и да се преселам во Јужна Америка. Дали тогаш токму овие моменти на миговни одлуки без оглед на последиците се оние што во најголема мера ни го дефинираат животот. Главните пресврти во поглед на работните места и изборот на кариера. Спонтаниот избор да се откажеш од факултетот и да оформиш рок група. Одлуката конечно да го напуштиш момчето кој е пропаднат случај, кој го имаш фатено како ти ги носи хула-хоп хита не знам колку пати. Да не ти е гајле, значи да го гледаш животот директно во очи, со сите негови најужасни и најтешки предизвици и да не престанеш да действуваш. И, додека тоа да не ти е гајле за неважните нешта, може навидум да се чини едноставно, тоа со себе понесува предизвици од еден сосема нов вид. Искрено, не знам што точно значи ова последново и какви точно се споменатите предизвици во неа, ама не ми е гајле. Во секој случај звучи некако добро, нели? Повеќето од нас во текот на животот се борат со тоа што им е премногу гајле за навистина неважни нешта, за нешта што тоа не го заслужуваат на вистина. Му даваме преголемо значење на дрскиот и безобразен човек на бензинската станица кој ни го враќа целиот кусур во монети. Му даваме преголема важност на тоа кога ќе ни ја откажат омилената телевизиска емисија. Му даваме преголемо значење на тоа кога нашите колеги нема да не прашаат ништо за тоа колку сме си поминале прекрасно за викендот. Во меѓувреме, додека ние се нервираме за кусурот даден во монети и за тоа што прекинале со еметувањето на Сите го сакаат Рајмонд, кредитните картички ни го надминале дозволениот максимум, кучето што го чуваме и храниме не мрази, а малиот шмрка метафентамини во тоалетот. А еве како во суштина стојат нештата. Еден ден неминовно ќе умреш. Знам дека тоа е нешто што сите го знаат, само сакав да те потсетам во случај да си заборавил. Ти и сите што ги познаваш набрзо ќе бидат мртви. И во краткото и ограничено време, помеѓу овде и таму, бројот на нештата за кои треба да ти биде гајле е ограничен.
Всушност, тие се сосема малку на број. Па од тука, ако водиш сметка и ако ти е гајле за се и за секого, без да избираш за што ќе ти биде гајле и за кого, тогаш пријателе ќе го извлечеш по дебелиот крај. Постои нешто што јас го нарекувам како да не ти е гајле за неважните нешта. И иако овој мој концепт може да звучи глупаво, при што јас може да испаднам и нешто многу повеќе од најобичен будала, она што го подразбирам под овој концепт е всушност учење на тоа како да се фокусираш и како да им даваш предност на твоите мисли на еден ефективен, како да избираш и одбираш што ти е важно. И иако овој мој концепт може да звучи глупаво, при што јас може да испаднам и нешто многу повеќе од најобичен будала, она што го подразбирам под овој концепт е всушност учење на тоа како да се фокусираш и како да им даваш предност на твоите мисли на еден ефективен начин. Како да избираш и да одбираш што ти е важно, а што не ти е важно, врз основа на темелно избрусени и израфинирани лични вредности. А ова е нешто исклучително тешко. Потребни се цел живот вежбање и дисциплина за да се успее во овој потфат. И попатно редовно ќе доживуваш неуспеси. Но тоа е можеби најважната битка во која секој се впушта во животот. Всушност, тоа можеби е единствената битка во сечи живот. Тоа е така, затоа што кога ти е гајле за премногу нешто, кога водиш сметка за се и за секого, ќе почнеш да си мислиш дека си претплатен на тоа да бидеш постојано задоволен и среќен, дека си би требало да е токму онака до најситниот проклет детаљ како што ти тоа си го замислил. А тоа е болест. И жив ќе те изеде. На секоја неповолна случка ќе гледаш како на неправда. Секој предизвик ќе ти биде неуспех. Секоја тешкотија ќе ја толкуваш како лична навреда, а секоја несогласување како предавство. Ке завршиш затворен во твојот мизерен мал пекол, ограничен на твојот череп, целиот разгорен во означувањата и беснењата од секаков вид, кружејќи во виталот оформен од твојата лична повратна спрега од пеколот. Ке бидеш секогаш и постојано во движење, но без никогаш никаде да стигнеш. Како да не ти е гајле за неважните нешта? Повеќето луѓе го замислуваат тоа како да не ти е гајле за неважните нешта, како некаков вид смирена рамнодушност кон се, како некаква смиреност што ги растерува облаците над главата. Замислуваат и се трудат да станат личности незасегнати од ништо и без страф од никого. Луѓето кои не наоѓаат никаква емоција и никакво значење во ништо се нарекуваат психопати. А зошто некој би сакал да чекори по истиот пат по кој чекори еден психопат? Навистина немам поим. Па тогаш, што значи тоа да не ти е гајле за неважните нешта? Во продолжение да погледнеме 3 подточки што ќе ни помогнат во разјаснувањето на споменатата проблематика. Подточка број 1. Да не ти е гајле за неважните нешта не е исто со тоа да си рамнодушен. Значи дека не ти пречи тоа што си различен. Да појасниме. Во рамнодушноста нема апсолутно ништо вредно за почит, а уште помалку за восхит. Луѓето кои се рамнодушни се слаби и сплашени. Обично тие цело време се пред телевизиските екрани и компјутерите. Всушност, рамнодушните луѓе често се обидуваат да бидат рамнодушни, затоа што во суштина им е гајле за се и сешто. Гајли им е за тоа што некој би можел да помисли или каже за нивната коса, па затоа ниту ја чешлаат, ниту ја мијат. Гајли им е што мислат сите за нивните идеи, па затоа се кријат зад самобендисаност, сарказам и зајадливост. Се плашат да пуштат кој било да им се приближи, па се замислуваат себе си како некаква посебна, единствена и уникатна снегулка со проблеми што никој друг не би можел никогаш да ги разбере. Рамнодушните луѓе се исплашени од светот и од последиците од сопствените избори. Токму затоа и не прават никакви позначајни избори. Се кријат во некаква сива дупка, лишена од емоции што си ја создаваат самите за себе, самите ставајки се во центарот и потопувајки се во самосожалување, постојано одвлекувајки си го вниманието од ова несрекно нешто што ги побарува нивното време и енергија, наречено живот.
А еве една интересна, но можеби до некаде и прикриена вистина за животот. Такво нешто што би можело да се нарече да не ти е гајле за апсолутно ништо, не постои. За нешто едноставно мора да ти е гајле. Секогаш да се грижиш за нешто е едноставно нешто што ни е дадено биолошки. Па следствено на тоа, за нешто секогаш водиш сметка, за нешто секогаш ти е гајле. Прашањето што сега се наметнува, што е тогаш она за што ни е гајле? Што избираме да ни биде предмет на грижа? И како да не ни е гајле за нешто што во суштина на вистина не е важно? Неодамна мајка ми на еден нејзин близок пријател му позајми особено многу пари што тој нема изгледи да ги врати. Да бев рамнодушен околу ова, само ќе слегнев со рамената, ќе си ставев кафе и ќе си спуштев уште една сезона од омилената серија. И ќе речев: "Извини мамо, ама тоа ти е." Но наместо тоа, бев навистина огорчен од лутина, бев бесен. Реков: "Не мамо, ова нема да помине вака. Ќе најмиме адвокат и ќе го гониме копилото според законот." Зошто? Затоа. И ако треба ќе му го уништам животот на токмакот без ич око да ми трепне. Овој пример ја истакнува поентата што сакаме да ја прикажеме во првата подточка на она што го подвоивме под насловот "Како да не ти е гајле за неважните нешта". Кога ќе речеме по ѓаволите водете сметка зашто на Марк Менсон едноставно не му е гајле, тоа не значи дека на Марк Менсон не му е гајле за ништо. Токму напротив, сакаме да кажеме дека на Марк Менсон не му е гајле за пречките со кои што би можел да се соочи при остварувањето на своите цели, дека не му е гајле за тоа дали при спроведувањето на она за што тој смета дека е правилно или важно или благородно, би можел да изнервира некого. Сакаме да кажеме дека Марк Менсон е тип на човек кому не му пречи да пишува за себе во трето лице, само поради тоа што мисли дека така треба. Него едноставно баш го заболее. И токму тоа е она нешто на вистина вредно за почит. Не јас, глупчо, туку надминувањето на она што се поима како непогодност, подготвеноста да се биде различен, отпадник, се за сопственото добро. Подготвеноста да му се погледне на неуспехот в лице и да му се покаже средниот прст. Луѓето на кои не им е гајле за неволите или за неуспесите, или од тоа да бидат засрамени, или неколку пати да си ги извалкаат чаршафите. Луѓето кои само ќе се насмевнат, а потоа ќе го сторат она во што и онака веруваат. Затоа што знаат дека тоа е она вистинското. Знаат дека тоа е поважно од нив, дека е поважно од нивните сопствени чувства и нивната сопствена гордост и нивното сопствено его. Да, тие велат, не ми е гајле. Но не на се во животот. Туку на се во животот што не е важно. Тие го чуваат тоа да им биде гајле за оние нешта што се навистина важни. Пријателите, семејството, целите во животот. Тоа за некого може би се и тортилите, како и по некоја тужба. А токму поради тоа што тие си го чуваат тоа да им биде гајле само за оние навистина важни нешта, на другите луѓе пак им е гајле за нив. Овде стигнуваме до уште една мала, но во исто време и подмолна вистина за животот. А тоа е дека не можеш да представуваш некакво важно и незаменливо присуство за некои луѓе, без да представуваш во исто време предмет на шега и срам за други луѓе. Едноставно тоа не е можно. А тоа е така затоа што нешто што би се нарекло недостиг на неволи, на непогодности, не постои. Такво нешто едноставно нема. Има една стара поговорка што вели дека каде да тргнеш, само ќе се сретнеш себе си. Па истото важи за неволите и неуспесите. Биди сигурен дека каде да тргнеш, таму те чекаат секакви непредвидени пречки и проблеми. И тоа е сосема во ред, затоа што работата не е во тоа да избегаш и да се засолниш од проблемите. Работата е во тоа да ги пронајдеш пречките и проблемите, што уживаш да ги надминуваш и да ги разрешуваш. Подточка број 2. Да не ти е гајле за несреќите и неповолните нешта, најпрвен мора да ти е гајле за нешто поважно од несреќите и неповолните нешта. Замисли си дека си во продавница и дека гледаш некоја дама во поодмината возраст како му вреска на момчето на каса,
прековарувајќи го поради тоа што не го прифаќа нејзиниот купон од 30 центи. Зошто на женава тоа е толку важно? Па тоа се само 30 центи. Ќе ти кажам зошто. Оваа жена веројатно нема попаметна работа, веројатно нема што да прави самата со себе, освен да седи дома и да собира купони. Таа е стара и осамена. Децата и се кретени никогаш не ја посетуваат. Не водела љубов повеќе од 30 години. Не може ни да прдне, а тоа да не биде проследено со пронижувачка болка во долниот дел на грбот. Пензиите што ќе ги земе се помалку на број и веројатно ќе умре во пелена, мислејќи си дека заминува во рајот. И така таа си собира купони. Тоа е се што има. Себе си и нејзините проклети купони. И тоа е се зашто воопшто може да и биде гајле, затоа што и нема зашто друго да и биде гајле. Па така, кога 17 годишното момче зад касата, се уште со мозолчиња по лицето, ќе одбие да прими еден од овие купони, кога ќе се стави во одбрана на чистотата на неговата каса, исто како што порано витезите ја бранеле честитоста на девиците, можеш да бидеш сигурен дека бабичкава ќе зоврие. 80 години берење гајлиња ќе се истурат одеднаш, во вид на жестока бура со чината од приказни што почнуваат со «Ех, во мое време» и луѓето порано знаеа што е тоа почит. Проблемот со луѓето што се справуваат со тоа постојано да берат гајле, постојано да водат за нешто сметка, како на пример за сладолед во летен камп, е тоа што тие немаат ништо повредно за берење гајле, на кое што би можеле да го посветат своето време и својата енергија. Ако се фатиш како постојано премногу береш гајле за тривијални нешта, што многу те заморуваат, новата слика на твоето поранешно момче на Facebook, колку брзо се празнат батериите на далечинскиот управувач на телевизорот, пропуштањето на уште една акција за купување средства за дезинфекција на раце, плати едно доби две, постои голема веројатност дека немаш многу нешта во животот за кои навистина може да ти биде гајле. И токму тоа е твојот вистински проблем. Не средството за дезинфекција на раце, не далечинскиот управувач за телевизорот. Еднаш слушнав еден уметник како говори за тоа дека кога човек нема проблеми, умот автоматски наоѓа начин да ги измисли. И јас мислам дека она што повеќето луѓе, особено образованите, разгалени луѓе од белата раса, кои припаѓаат на средната класа, го сметаат за животни проблеми, е всушност само резултат, последица на тоа што тие немаат ништо поважно за што би можеле да се грижат. Од тука следува дека наоѓањето нешто важно и нешто со значење во и за твојот живот е можеби најпродуктивниот начин за искористување на твоите време и енергија. Затоа што ако не го пронајдеш тоа нешто што е вредно и значајно, ќе останеш со тоа да ти биде гајле за беззначајни и невредни нешта. Подточка број 3. Без оглед на тоа дали си свесен за тоа или не, ти си тој што секогаш избира за што да ти биде гајле, а за што не. Луѓето не се раѓаат со тоа да не им биде гајле за најважните нешта. Всушност, се раѓаме со тоа што ни е гајле за премногу нешта. Кој знае, например, колку пати сте виделе како некое детиште се откорнува од плачење, само поради тоа што капата не му е токму онаа сина нијанса што има замислено. Кога сме млади, се е ново и возбудливо и се изгледа многу важно. Од тука, тогаш ни е многу гајле за се. Водиме сметка за секого и за се. Зашто луѓето велат за нас, за тоа и тоа симпатично момче, девојче, дали ќе ни возврати на повикот или не, за тоа дали чорапите ни одговараат со преостанатиот дел од облеката, или за тоа каква боја ќе ни бидат балоните за роденденот. Како старееме, благодарејќи на искуството што го стекнуваме при тоа и како резултат на тоа што сме биле сведоци на минувањето толку многу време, почнуваме да забележуваме дека поголемиот дел од овој вид нешта имаат мощне мало трајно влијание врз нашите животи. Луѓето за кои некогаш порано многу сме се грижеле што и како мислат за нас, веќе не се присутни во нашите животи. Одбивањата што
тогаш кога се случувале биле болни, всушност довеле до најповолни резултати. Сваќаме колку малку луѓето посветуваат внимание на површните детали за нас и одлучуваме да не се обседнуваме премногу со нив. Во суштината, стануваме попребирливи околу тоа зашто да ни биде гајле, а зашто не. Токму ова е она што се нарекува зрелост. И чувството што го нуди е убаво. Вреди да му се даде шанса. Зрелост е она што се случува кога човек научува да му биде гајле само за она што вреди. Или, како што Банк Морланд во една пригода му кажа на неговиот партнер, детективот Мекналти во телевизиската серија Жица, која инаку ја спуштам во моментов од интернет, ама баш ми е гајле. Така ти е кога береш гајле за нешто за што не ти беше редот да му го береш гајлето. Потоа, како старееме и како се приближуваме кон средната возраст, почнува да се менува и нешто друго. Ни опаѓа нивото на енергија со која располагаме, а ни се зацврстува идентитетот. Веќе знаеме кои сме и се прифаќаме себе си, и тоа заедно со некои деловите од нас од кои не сме особено одушевени. И на некаков чуден начин ова не ослободува. Веќе нема потреба од тоа да ни е гајле за се. Животот е едноставно она што е и го прифаќаме како таков, со се тртките и брадавиците и сите други чуда. Сваќаме дека никогаш нема да најдеме лек за ракот или да отидеме на месечината или да ги почувствуваме градите на Дженифер Анистон. И тоа е во ред, животот продолжува. Сега се повеќе почнуваме да се грижиме само за она што го сметаме за најважно и највредно нешто во животот. Нашите семејства, најдобрите пријатели, победничкиот голф удар. И на наши изненадување тоа е доволно. Ова поедноставување всушност не прави на вистина проклето среќни на една постојана основа. И почнуваме да си мислиме, можеби оној лудион алкохоличар Буковски имал право за она, не се обидувај. Марк, па што поѓа волите поентата на книгава? Книгава ќе ти помогне да размислиш малку потрезвено за што ќе избереш да ти биде важно, а што да не ти биде важно во животот. Верувам дека денес се соочуваме со своевидна психолошка епидемија, со нешто при што луѓето веќе не сваќаат дека е во ред со нештата, понекогаш нешто и да не е во ред. Знам дека вака површно ова звучи некако интелектуално мрзливо, но верувај ми, работата е и како сериозна. Тоа е така затоа што кога веруваме дека не е во ред понекогаш нешто и да не е во ред, подсвесно почнуваме да се обвинуваме себе си. Почнуваме да се чувствуваме како нешто да не е во ред со нас, што не наведува на секакви прекумерни компензирања, например, купување 40 пара чевли или пиење седативи со водка во вторник навечер или удирање со полна брзина во школски автобус полн со деца. Ова верување во тоа дека не е во ред да не се биде постојано во ред, понекогаш е извор на се поголема повратна спрега од пеколот, што се повеќе доминира во нашата култура. Тоа да не ти е гајле за неважните нешта е едноставен начин за давање нова насока на нашите очекувања за животот и правење избор во однос на што е важно, а што не е. Развивањето на оваа способност доведува до нешто што јас сакам да го поимам како еден вид практично просветлување. При тоа, не мислам на некакво си бајковито и нереално просветлување, кога Божам завршува сето страдање и се постигнува вечно блажество. Токму напротив. На практичното просветлување гледам едноставно како на прифаќање на идејата дека известно страдање е секогаш неизбежно, дека што и да правиш, неизбежни делови од животот се и неуспесите, и загубите, и каењата, и конечно смртта. А што еднаш почнеш да го прифаќаш сето она што животот ти го фрла в лице, а верувај ми дека тоа никогаш не е ниту мало, ниту беззначајно, стануваш непобедлив на еден своевиден духовен начин од низок стадиум. Конечно, единствениот начин да ја надминеш болката е тоа најпрвин да научиш како да ја поднесуваш. На книгава воопшто не е гајле за тоа да ти помогне да ги надминеш проблемите со кои се соочуваш или болката што ја чувствуваш, а токму поради тоа
и можеш да бидеш сигурен дека е искрена. Книгава не е некаков си водиш за тоа како да бидеш познат и славен, всушност тоа не е ни можно, затоа што славата не е ништо повеќе од илузија создадена од нашите мозоци, измислена цел што самите си се обврзуваме да ја исполниме, наша собствена психолошка Атлантида. Наместо тоа, книгава ќе ти ја претвори болката во алатка и траумата во моќ, а проблемите со кои се соочуваш во малку подобри проблеми. А тоа е вистински напредок. Сметај ја за своевиден водич низ страдањето и како да го правиш тоа подобро, со поголемо значење и важност, со повеќе сочувство и повеќе скромност. Книгава е за тоа како да се движиш лесно и покрај тешкиот товар што го носиш. Како да се одмораш поефективно и покрај твоите најголеми стравови и како да им се смееш на сопствените солзи додека ги гледаш како ти излегуваат и ти паѓаат од очите. Оваа книга нема да те научи како да добиеш или да постигнеш нешто, туку во суштината како да изгубиш нешто и да го пуштиш да исчезне од твојот живот. Ќе те научи да си го земеш животот во сопствените раце и од него да истресеш се, освен најважните нешта. Ќе те научи да ги затвориш очите и да веруваш во тоа дека можеш да се пуштиш наназад во слободен пат и сепак се да заврши добро. Ќе те научи да ти е гајле за помалку нешта. Ќе те научи да не се обидуваш.